на Делчево. Ова му личи на Социјалдемократскиот сојуз во Делчево. Полна сала луѓе, полна сала насмеани и горди делчевчани. Дозволете ми, драги пријатели, најпрво да ги поздравам и да им посакам добре дојде на нашите гости. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и идниот премиер на Република Македонија, Денко Пиничев. Исто така да му посакам добре дојде на организациониот секретар на Социјалдемократскиот сојуз Љупчо Фармаковски. Воедно, драги гости, сакам и да го поздравам најдобриот градоначалник што нашиот град Делчево со гордост се гордее, Горан Трајковски. Почитувани сограѓани, почитувани гости, драги пријатели. За мене е голема чест и огромна одговорност што денес стојам пред вас како кандидат за градоначалник на Делчево. Вечерва не е само мој почеток. Ова е ново поглавје за сите нас. Заеднички пат по кој ќе чекориме кон подобра иднина. Најпрво дозволете ми уште еднаш искрено да му се заблагодарам на досегашниот градоначалник за се што направи за нашиот град. Со неговата работа и посветеност постави темели врз кои јас, заедно со вас, ќе продолжам да градиме. Тој покажа дека кога си има визија и со работа со честност и одговорност, резултатите се видливи и реални. Моја задача е таа визија да ја надградам и да ја продолжам со уште поголема енергија, заедно со мојот тим позади. Вечерва Делчево е обединето. Вечерва сите сме тука, затоа што сите сакаме едно. Подобро Делчево, посилен град, иднина во која ќе видиме горди што живееме овде. Јас сум еден од вас. Го знам секој наш проблем. Ги знам вашите маки, но и вашите соништа. Денес не сум тука само да барам подршка. Денес сум тука да ви понудам визија, јасен план и сигурна иднина. Затоа мојата програма се темели на 3 клучни приоритети: современа инфраструктура, подобар квалитет на живот и нови можности за младите. Нашиот град заслужува уште капитални инвестиции кои ќе го сменат неговото лице. Затоа мојата програма предвидува нов дом за стари лица, сигурна старост. Затоа што нашите родители и нашите најстари сограѓани заслужуваат достоинствена грижа и топол дом. Ќе изградиме и централен плоштад, лице на Делчево, нова урбано срце на градот, место за собири, културни настани и гордост за сите нас. Ќе изградиме катна гаража, затоа што на нашиот град му треба ред, модерна сообраќајна инфраструктура и повеќе паркинг места. Започнавме со изградба и регулација на коритото на река Брегалница, возводно во должина од 620 метри од црквата на центарот на градот до градскиот базен.
Во рамките на истиот проект е изградбата на скејт паркот, кој ќе представува ново катче и умилено место за младите за спорт, дружење и рекреација. Изработена и комплетна документација со одобрение за градење, обезбедени се и финансиски средства преку Европска инвестициона банка за изградба на речното корито во должина од 500 метри низводно од хотел Македонија до мостот на улица Индустријска и реконструкција на каналот за наводнување. Ќе изградиме и 3 кружни крстосници на булевар Македонија, затоа што сакаме безбеден и модерен сообраќај, без хаос и безбедни улици за сите учесници. Но, почитувани пријатели, Делчево не е само улици и згради. Делчево е култура, традиција и иднина. Затоа ќе изградиме нов театар во спомен до Масно, културното срце на Делчево. Таму нашите деца ќе растат со уметност, таму ќе се негува нашата традиција и таму Делчево ќе пулсира во ритмот на културен живот. Ќе изградиме и куќа на културата, срце на градот, која ќе биде место за сите генерации, за сите таленти и за сите идеи. За нашите полуматуранти ќе обезбедиме бесплатен 7-дневен летен одмор и бесплатна екскурзија низ Европа за сите матуранти. За секој запишано прваче ќе обезбедиме 6000 денари и 3000 денари стипендија во прва година за секој запишан средношколец во Делчево. Ја се јакнуваме еднократната парична помош за новороденче, за прво дете 10.000 денари, за второ дете 20.000 денари, трето дете 3 месеци по 30.000 денари и четврто дете 12 месеци по 30.000 денари. За младите ќе воведено ослободување од комуналии за изградба или доградба на куќа за млади брачни парови до 35 години. Субвенционирање на стартап и бизнес идеи од 120.000 до 200.000 денари за млади до 29 години. 50% субвенционирање на набавка на лаптоп или таблет во текот на 4 годишното образование до 15.000 денари за секој средношколец. Тоа е визијата за едно ново Делчево. Европски град со своја душа, со свое срце и со своја гордост. Но нема да застанеме само тука. Ќе изградиме уште нови улици во сите населби. Ќе направиме нови водоводи и канализации во селата каде што недостасува, затоа што секој граѓанин заслужува еднакви услови. Ќе изградиме мултифункционални градишта и спортски терени за младите. Ќе ги рехабилитираме земјоделските патишта за да им помогнеме на нашите земјоделци. Ќе вложиме во туризмот на Голат и во уредувањето на езерото Петрашевец, за да Делчево биде дестинација, а не транзит. Почитувани сограѓани, ова не се само зборови. Ова е програма, ова е план кој може и мора да се оствари. Ќе продолжиме да ги подржуваме нашите стопанственици, земјоделци и сите што сакаат да работат и создаваат тука во својот град. Но најважно од се, ќе бидам градоначалник на сите граѓани. Јас ви ветувам честна работа, посветеност и одговорност за секој еден од вас. Ќе бидам градоначалник кој ќе ве слуша, кој ќе биде меѓу вас и кој секој ден ќе работи за доброто на Делчево. Јас не сум тука да ветувам празни зборови. Јас сум тука со јасна цел, јасна програма и со решеност да работам честно и посветено ден и ноќ за сите вас. Денес
Драги сограѓани, повеќе од било кога ни е потребно заедништво. Затоа ве поканувам сите заедно да ја изградиме иднината на нашиот град. Иднина во која ќе останат младите, ќе се отворат нови перспективи и секој од нас ќе биде горд што живее овде. Затоа вечерва ве повикувам да застанеме заедно и да дадеме сила на ова визија, да изградиме Делчево со кое што сите ќе се гордееме. Ајде да изградиме град со срце, град со иднина, град за сите нас. Ајде заедно да тргнеме по патот на развојот. Ајде заедно за силно, модерно и убаво Делчево. Се бориме за